Почитувани, Македонија е веќе опасно место за живење. Ова што се случува е срам за една држава и една власт која тоне во хаос поради неспособност и рамнодушност. Над 500.000 жители на Скопје и околината се во опасност и здравствен ризик поради отровен чад од пожарите во Трубарево, Дрисла и Вардариште. А власта се крие за измислени приказни за хибриден напад. На Скопје му се случува еколошка катастрофа, а неспособната власт нема ниту капацитет, ниту знаење да се справи со состојбите. ВМРО токсична создаде хаос кој граѓаните го плаќаат со најскапото нешто. Го плаќаат со нивното здравје. Скопјани се трујат со канцерогени материи и ниту една институција не реагираше навреме. Власта и институциите задоцнија со реакциите. Додека граѓаните вдишуваа загаден воздух, на власта поважно и беше да ја обвинува опозицијата, наместо да реагира веднаш и да реагира соодветно. Ниту една институција не излезе навреме да каже барем основни информации и препораки што треба да прават граѓаните, колку е голема опасноста од пожарите, особено оној во Трубарево, и како да се заштитат. А станува збор за горење на опасни канцерогени материи. СДСМ и председателот Филипче беа првите кои реагира и дадоа препораки до граѓаните како да се заштитат. По бурните реакции доцна вечерта Министерството за здравство излезе без конкретен план и мерки со некакви препораки, цитирам, за подрачја каде постои ризик од загаден воздух да се остане внатре, но не ги соопштува кои се тие подрачја. Скопјани се уште не знаат колкаво е загадувањето, кои се опасните канцерогени материи и колкав е ризикот од ова еколошка бомба, од ова опасност во воздухот кој го дишат секој ден. Остануваат отворени прашањата колкаво количество токсичен отпад изгоре вчера, колкава беше концентрацијата на отровни, корозивни и опасни материи за здравјето на луѓето кои се шират низ воздухот. Дали денес воздухот во Скопје, во кој се уште се чувствува мирис на изгорена пластика, содржи отровни канцерогени честички? Дали е целосно безбедно да се биде на отворено во одредени делови на Скопје, безбедно за деца, дали е безбедно за бремени жени, возрастни, болни? Ова почитување е врв на неодговорност и незаинтересираност. Ова држава како да нема институции кои се способни да направат нешто. Наместо горда стана држава во хаос. Наместо твоја, Македонија изгоре. Клучните луѓе во државата, наместо да преземат одговорност и решенија, измислуваат изговори и се бидуваат својата неспособност да ја префрлат на други. Премиерот Мицкоски вели дека воздухот во Скопје само изгледа загаден, ама не алармантен. Стојанче Ангелов пак зборува за хибриден напад, како да сме во шпионски филм, а не во реална еколошка катастрофа. Панче Тошковски пак е целосно загубен помеѓу измислени приказни и префрлање на одговорноста на некој друг, исто како да не постои. Орце Ѓорѓиевски не гледа чат, туку гледа политички пожари за политички поени. А граѓаните се гушат, не гледаат институционален одговор на оваа еколошка катастрофа. Нема ниту еден институционален план, нема ниту една мерка, нема ниту едно решение. Ова почитување е опасна комбинација на некадарност, на безобразие и криминална рамнодушност. Затоа бараме итна и темелна истрага за сите овие случаи и бараме одговорност. Политичка и кривична одговорност за сите кои го прекршиле законот, но и за оние институции кои не постапиле навреме, а имале обврска да го направат тоа. Одговорност за овој екоцид дефинитивно мора да има. СДСМ уште еднаш предупредува. Македонија стана опасно место за живење. Наместо држава имаме шатор на циркузантска влада која прави шоу додека горат депонии и фабрики. Ви благодарам.